почитувани колеги, почитуван колега, кажавме многу претходно, тоест вие кажавте, јас ќе почнем од она последново што го спомнавте, дали нас ВМРО ДПМН ќе не казнат граѓаните на престојниве локални избори, не знам, ќе видиме, ама во кисела вода сигурна сум дека ќе изгубите. И верувам дека градоначалникот веќе си ја спрема сликата во ходник да си ја закаже кај што е местото. Во вашиот говор спомнавте вакцини. Мене многу ме интересира да ми одговорите колку вакцини плативте. Бидејќи во најголем процент она што ние го гледавме од медиумите и слушавме беа донации и мене многу ме интересира колку плативте вистински или колку потрошивте од оние фамозни 90 милиони евра од заемот што ги земавте, колку потрошивте за овој дел. Спомнавте мамографи дека се купувале. Дали знаете дека во Скопје, во здравствениот систем каков ни е, јас лично ви тврдам дека 6 месеци наназад не може да се закаже термин за снимање на мамограф. Лично јас ви кажувам, бидејќи јас го пробувам тоа. И сега спомнавте за буџетот, многу работи и најмногу се испровоцирав да ви се јавам на реплика кога спомнавте дека инвестираме во многу работи, наброивте и спомнавте инвестираме во железничката инфраструктура. Отворете го буџетот, ве молам, и видете во делот на Министерството за транспорт и врски, железничка инфраструктура, почитуван колега, имаме кратење во овој дел од минус 28,36%. Погоре можете да видите дека исто така за гасификацијата која ја ветувавте на сите можни избори наназад пред граѓаните, имате големо кратење исто така. Но ајде да одиме под ред, со ред, и би ви го кажала следново. Во буџетов има два дела. И вие ги спомнавте, да, приходната страна, која е 3,7 милиарди евра, ја спомнавте само на брзина расходната страна, која е 4,4 милиарди евра, ама заборавивте да го спомнете буџетскиот дефицит кој изнесува 752 милиони евра. За 6 месеци, почитуван колега, направивте зголемување на буџетскиот дефицит, а тоа е заради непланското, недомаќинско работење и имаме вкупно зголемување од 32,3%. Пред нова година едно не убедувавте, а сега друго не убедувате. Ова значи дека ние во следниве 6 месеци ќе се задолжиме во вкупен износ од скоро 1 милиарда евра и сега ние не знаеме каде ја потрошивте претходнава што се задолживте, милиарда евра вкупно, да не ги набројуваме, нели енергетска ефикасност, образование, па имавме за земјоделие, па за здравство, поголем број. Значи, не знаеме таа како и каде ја потрошивте, каде се парите од претходната милиарда која ја земавте, ама затоа сега имаме ново планирање во следниве 6 месеци да имаме ново задолжување од скоро 1 милиарда евра. Спомнувате просечна плата, спомнувате најниска плата. Јас само сега да ве вратам малку назад. Во времето на ВМРО јавниот долг бил околу 47%, а сега е 62,5%. Се зголемува јавниот долг на државата, а пред 4 години имавме овде плачење, вреѓање, што не ти правевте кога стануваше збор, нели, за задолжувањата. Ама денес се фалите со просечената плата, се фалите со, нели, сите тие анализи кои ги имате и кои ви ги даваат, но јас би сакала овде да ви го спомнам едниот дел. Денес се фалите со просечната плата, но јас ќе ви кажам дека просечната плата и зголемувањето на просечната плата
е едно нешто кое се јавува како резултат на нископлатените работни места, но исто така и големиот број на изгубени работни места. Тие се причина за ваквите бројки. Јас ќе ви земам еден пример од индустријата, поточно од рударството. Имаме намалување од 6,9%, се намалува бројот на вработени во овај сектор, а имаме за 6,5% се зголемува нето платата. Верувам дека ме свативте што ви кажувам. Кога имаме во еден дел намалување, нормално е да имаме во другиот дел зголемување. Но жално и срамно е да се фалиме дека имаме зголемување на просечната плата, кога бројот на невработени се зголемува. Кога бројот на лица кои примаат најниска плата, исто така се зголемува. Кога станува збор за најниската плата, минималецот, јас ќе ви поставам едно прашање. Колку една компанија може да истрае да има плюс додадена вредност во услови кога производството не се менува, а платата расте? Ама затоа денес сме сведоци дека се поголем број на предпријатија се затвараат и неуспешно работат. Почитувам колега, аналитичарите, економистите велат дека не треба да биде изговор пандемијата кога станува збор за буџетот на Република Македонија и овој ребаланс на буџетот. Како пример за инвестиции во кризна година ја спомнуваат во регионов, јас ќе издвојам само Србија. Во теков и во вчерашниот ден и денес беа спомнати голем број на такви. Значи, имаме 16 големи американски компании кои се во најава да инвестираат во Србија, земја која е класифицирана како земја со поволна деловна клима и добри макроекономски показатели. Кај нас не е проблемот само пандемијата, заев е проблемот кај нас. Тој нема соодветна економска политика и покрај лошото мислење, пазете, на 56% од германските инвеститори кои се изјасниле дека овде деловното обкружување е лошо. Само 5% од изјаснетите се изјасниле дека е добро да се инвестира во Македонија. Проблемите што им пречат на германските инвеститори е тоа. А замислете, власт сте 4 години и не сте ги решиле, туку сте ги зголемиле. Проблемите се корупција, криминал, неефикасна администрација и правна несигурност. Не го спомнавте во вашето изложување 111-тото место и падот од 5 места од вкупно 180 земји, замислете. Согласно индексот за перцепција на корупција во 2020 година. Или се е до перцепцијата, како што би рекол вашиот министер, или пак главната цел е ловење на путер со поминат рок на трајање, па тоа е што е. И сега, колега, театрално си доаѓате овде, изборуваме за буџетот, но кога ќе стане збор за амандманската расправа, нема да ве забележам овде. Бидејќи 3 пати досега за амандманската расправа, кога станува збор, не е битно дали сте член или не сте член. Не е битно. Значи, битно е овде да ги браниме ставовите кои ги кажуваме во јавноста, да браниме она што сме ветиле предходно, да браниме и да побараме и заеднички да се здружиме, да го добиеме она што го бараме во местото на нашето живење. И да, сега ќе дојдам до мојата општина и вашата општина, општина Кисела Вода. Јас изминативе 3 пати поднесувам амандмани и намерно ги вадам амандманите од делот на она што вие сте го ветиле. Клучни проекти. Вашата политичка партија ветувала во Кисела Вода дека ќе имаме енергетско ефикасна општина, каде постојните фасади ќе бидат сменети со нови енергетско ефикасни фасади на зградите кои, нели, се со поодминат век. Нова општинска зграда. Па имавте ветување за јавна детска градинка во населба Расадник, функционална поликлиника во населба Драчево и изградба на нова поликлиника во населба Расадник.
имате гасификација на општината, а во делот за гасификација во буџетов се кратат средствата. Уредување нова општинска зграда и ред други работи. И знаете, кога станува збор за борење овдека за амандманите да бидат прифатени за овој буџет, кога станува збор за кисела вода, јас досега не забележав помош од ваша страна. И да не бидам критикувана, ќе се задржам, бидејќи и времето ми дозволува, ќе се задржам на она што го спомнувавте конкретно за буџетот и ќе ви спомнам. Дали знаете дека буџетот на претседателот на Републиката се намалува? Оној кој треба да не представува во меѓународната јавност, буџетот му се намалува. Се прашувам од која причина. Некој на некого нешто налутен ми изгледа дека е. Имаме влада. Во делот на влада, замислете се, зголемуваат ставките, субвенции, трансфери, договорни услуги, надоместоци, пазете, плати и надоместоци, се зголемува за 804%. И ќе ви зборувам се во еден правец, само за да ве убедам, покажам и докажам вас, не многу, ама барем за јавноста, да знае дека овој буџет е направен само за предизборен подкуп и ништо повеќе. Реформи во полиција, замислете, нема потреба да се реформира полицијата, бидејќи се е супер таму и имаме намалување во овој дел. Но затоа имаме во патни и дневни расходи зголемување и во купување на возила исто така ставка на зголемување. Во Министерството за одбрана, каде до пред некое време да станеме членка на НАТО беше муабетот и после тоа сите врати ќе ни бидат отворени и се ќе биде супер, па сега во Министерството за одбрана имаме намалување во делот мировни и хуманитарни мисии, но нема потреба, нели, според вас тоа, бидејќи театарот помина, пиарот беше за тогаш, сега не е. Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. Ова ќе го врзам со Министерството за образование, каде што многу интересно ми дојде нешто и многу сакам да стигнам до Министерството за образование. Би ви спомнала, замислете, во делот на Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, имаме промоција на меѓуетнички односи, каде буџетот се занамалува за минус 38%. Но исто така, буџетот во Министерството за образование и наука се намалува во делот за проекти за поддршка на средното образование на ромите. Замислете, нели имавте еден слоган "Едно општество за сите"? Што се случи? Истото тоа го имате и намалување за во делот на Министерството за труд и социјална политика. Министерството за правда, зголемување на привремените вработувања. Вложување на неефикасни средства во Министерството за финансии. Замислете, во Министерството за економија имаме намалување на средствата за развој на туризмот од минус 37%, но затоа имаме 287% зголемување во плати и надоместоци. Но затоа имаме пак, нели, како што рековте, и да, треба да има изградба на социјални станови, но не лицемерно пред избори да се изградуваат и да се започнуваат ваквите објекти, кои што претходно ги спомнавте, исто така како што лицемерно го започнавте пред 2 недели, верувам дека се сеќавате или пак може знаете, со оние фамозни 32.000 евра кои ги додели град Скопје, ги искористивте за да се сликате во делот на потегот кај Пинтија, после Пинтија, кај трафостаницата, за да го промовирате продолжувањето на изградбата на булеварот Борис Трајковски. Почитувани граѓани, 2 километри пат, булевар, ќе се градат 2 години. Но помпезно се најавуваат сега пред избори,
А замислете, 4 години имаме градоначалник на град Скопје од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, 4 години имаме градоначалник во Кисела вода од истите редови, ама сега, пред избори, булевар Борис Трајковски помпезно се најави. Нека ни е напомош кога ќе го видиме крајот. Се надевам брзо, со промената на власта, ќе биде и крајот на овој булевар. Во продолжение, накратко, само ќе се задржам во делот за Министерството за образование и наука. Спомнавте одредени реформи, ги слушаме реформите, иако јавноста ги осудува истите тие реформи и дел од нив, но секако во делот на раководењето на Министерството, министерката нема слух за тоа и си тера арогантно, како што знае на свој начин. Вие спомнавте дека имате 2 сценарија за нов бран, кога станува збор за Министерството за здравство, но исто така и во јавноста беа промовирани 3 сценарија за образование. И на крај, од толку многу сценарија во јавноста промовирани, ние пак ќе бидеме сведоци на тоа како ќе се доцни со почетокот на учебната година. Ќе бидеме ли повторно сведоци за тоа дека нема да профункционираат скапо платените национални платформи? Ќе бидеме ли сведоци на тоа дека наставниците ќе работат со своји ресурси? Ќе бидеме ли сведоци на тоа дека учениците ќе плаќаат од сопствен джеп за да следат настава? И на крај, дали ќе бидеме сведоци за тоа дека и следната учебна 2021-2022 година ќе немаме свидетелства да им дадеме на децата да се порадуваат? Има многу што да се зборува, бидејќи добро ве брифираше колешката, се надевам ќе слушнам нешто интересно, ви благодарам многу. Пауза, продолжуваме.